Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Поминавме 3 епизоди, а вечерва на мое огромно задоволство разговараме со градоначалникот на една од најубавите општини во Македонија, а тој е господинот Јовица Илиевски. Добро вечер, благодарам што сте вечерва со нас тука. Добро вечер, благодарам на поканата на вас. Драго ми е, јас во овие серијали ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник, почнуваме да речеме баш онака хронолошки, односно од почетокот, што наследите во вашата општина и каде сме денес, така да редоследно би почнал што наследивте кога ја презедовте општината. А наследивме една општина со долгови. Долгот беше поголем од средствата кои ги добивме од земјиштето, продажба на земјоделско земјиште за урбанизација. Затекнавме општина без проекти, со лоша инфраструктура, училишни објекти во лоша состојба. Првично после тоа успеавме да ја доведеме општина на здрави нозе. Во моментов општина не должи ништо. Проективе кои ги започнавме со наши средства од општинава, сите инвеститори се исплатени и проекти имаме следна фаза што планираме да ги спроведеме во нашата општина. Пред да дојдете на функцијата градоначалник на општина Брвеница, во пред кампањата, кои ви беа, да речеме, оние топ приоритети што ги ветувавте, а веќе сега се станати реалност? Најосновните проекти во руралните општини се инфраструктурата, канализацијата, водоводната мрежа и подобрување во спортот, во образованието. Значи, во инфраструктурата во почетокот имаме завршени преку 20 улици од 12.000 метри со вкупна вредност околу 90 милиони денари. Потоа имаме со сопствени средства канализација и водоводна мрежа, имаме 7.500 метри канализација фекална и 3.700 метри водоводна мрежа во нашата општина. Во делот на образованието реконструкција направивме на 8 училишта. Во секој училиште се до претходно бија страмоти да се каже, на дрва сите се избацени, се нема. Избацивме, реновирани се 8 училишта. Во делот на културата и спортот, повеќе настани културни фестивали имавме, поддржуваме културно-етничките друштва. Во делот на спортот и ја реконструиравме салата во село Брвеница, комплет реконструкција на фудбалскиот терен, и помогнавме при изградба на фудбалските терени во село Милетино и во село Челап. Од делот на екологијата исто така расчистивме диви депонии, изградивме паркови во село Челапек, Брвеница, Теново и Радиовце. Во делот на образованието, што ни е најбитно, и делов на патната инфраструктура. На патната инфраструктура во планот ни е до крајот на јуни, 90% да ги завршиме сите улици во општинава кои се наоѓаат во наша територија ќе бидат со асфалт и бекатон. Ќе нема улица без асфалт и бекатон. Водоводната и канализационата мрежа ни при крај 190% е завршена, така и она до пред летниот период рачунаме да бидеме комплет завршени со водовод и канализација. Имаме проект преку екологија, 500.000 евра за Стенче и Волковија, за канализација со пречистителна станица. И тој проект не е во фаза да почнеме со реализација и на тој проект. Гледам дека и доста имате и доста големи си имате припремено за овој наш подкаст. Ми набројавте доста работи кои што се имам чувство како да претходно се немаат сработено. Дотолку ли немаат работено вашите претходници и сега мораше вака да се потреби? Тачно така беше. Самите дела во улиците не беа направени. Канализација и водоводна мрежа имаше застарена смената дел и канализационата мрежа. Во периодот исто така да напоменам, во предизборите паричен надомест донесовме одлука за секој новородено дете, помага општината и за сите првачиња со училишен прибор секоја година ја финансира општина Брвенец. Тоа е многу добро за да останат жителите таму и да им дадеме младолачки кажан еден буст на граѓаните да останат и да
да живеат, да творат таму, да им биде убаво за живење во општина Брвеница. До крајот на мандатот има уште неколку месеци. Што може да очекуваат жителите на Брвеница до крајот на вашиот мандат? Што е започнато, што би можело да се очекува до тогаш? До крајот на мандатот планираме изградба на нова детска градинка во село Челопек, проширување на постоечката во село Брвеница, капитална инвестиција што речеме околу 800.000 евра, изградба на спортска сала во село Челопек, изградба на детски игралишта и автобуски постојки во секое село, изградба на 9 фудбалски игралишта во секое село, се вештачка треба секоја школа ќе има. Приоритетот ние и за културно уредување на јавни површини во нашата општина, во училиштата во овој период. Значи, овие проекти се од поголемо значење што планираме до пред почеток на изборите да биде завршени. Спортската сала ќе потреба, а на почетокот ќе биде сигурно и за детскава градинка во овој период. Споменавте за детската градинка, како што и претходно разговарав и со вашите колеги, со градоначалниците на неколку скопски општини. Имам еден впечаток дека овој повик од владата што е, односно финансирање на општините, навистина е многу значаен за самите локални самоуправи, од причина што доста големи средства се влеваат во општините за изградба на секундарни инфраструктури и примарни инфраструктури. Колкаво е значењето на оваа помош од владата за вас како градоначалника и за жителите на Брвеница? За нас и помалите општини, кои се наоѓаат ова огромно, значи со овие средства што ги доделува владата и премиерот Христијан Мицкоски, дециниските прашања кои не се решени во нашите помали општини со овие проекти ги решаваме. Значи 50% од инфраструктурните проекти сега што ги решаваме ни се со помош на владава и премиерот Христијан Мицкоски. Пак потенцирам од огромно значење за нас помалите општини, за фекална канализација, водовод, инфраструктури, спортската сала, проширување на градинки, огромно значење има овие средства. Што значи дека погодок е ова кој што беше најавуван уште пред изборите? Пак потенцирам за помалите општини, кои имаме ограничени средства на располагање. Овие средства, општина Брвеница, ние што сме во првиот повик, имаме 6 проекти во вредност од 40 милиони денари. Во вторава фаза изготвени ни се, проективе предадени ни се во Министерство од 113 милиони денари. Значи пак потенцирам огромно помош се овие средства за наши општини и помали. Ги напоменавте проектите, ни кажавте со во првиот и во вториот повик со колку сте аплицирале. Еве да дадеме, да речеме една компарација доколку не беше повиков од владата. Дали би биле можни овие проекти, да речеме за вака брз временски период да се реализираат? Во никој случај. Во никој случај не би можеле да ги постигнеме овие резултати што ги имаме без помош на владава на моментов и премиер. Можете ли да ги наброите кои се проектите со кои што аплициравте за првиот проект ни се 6 проекти, значи 6 улици, и кажам во вредност од 40 милиони денари. Оние се застапени 90% во сите села, равномерно се запослени. Се распоредени, вредноста е 40 милиони. Овие во фаза, сега од 3 од овие проекти више не се завршени, и во следниве 10 до 15 дена прва фаза од 6 овие инфраструктури ќе не бидат завршени. Значи века проектите од првиот повик се третиот више се завршени, за 10 временски услови не дозволуваат. Во следнава фаза за 10-15 дена првата фаза ќе биде кај нас комплет завршени. Во втората фаза исто потенцирам, кај нас е проблем инфраструктурата патна, од 9 проекти 8 се пак улици во сите населени места. И потенцирам изградбата на спортската сала во село Челопек од 54 милиони денари капитална инвестиција, пак потенцирам, што е од огромно значење, без помошта на овие средства, што не би можела општина како Брвеница да ги поднесе овие трошкови.
Споменавте неколку пати спортски сали, спортски терени, вие доаѓате во дел од приватниот живот, вие сте и дел од стручниот штаб на македонската репрезентација. Колкава пред себе е честа да се биде дел од ФФМ и колку тоа можете да го преточите во вашата општина? Огромно значењето и честа да се биде дел на Фудбалската федерација на Македонија. Јас сум член во Фудбалската федерација на Македонија од 2001. Ги има поменато сите категории, во машки и женски генерации. Од тоа 15 до А репрезентација женски и сега во машки. Во последните 5 години и претходно сум дел стручниот штаб на селектор Благоје Милевски, со кој имаме одлична соработка. Бевме во У21, сега сме во А репрезентација. Моментално во А репрезентација сум координатор на медицинскиот тим. Условите што ги дава Фудбалската федерација се идеални, благодарение до преседателите. Сега со новиот преседател, што го имаме уште повеќе, имаме добра соработка и голема ни е поддршката и помошта во репрезентацијата. Со новиот преседател на Фудбалска федерација имаме блиска соработка, отворен е да помага по општините, одделот на спортот, во опрема, значи, ни издаде поддршка во секој момент, кој имаме прв настан шоу за секоја утакмица, со новиот преседател, имаме повеќе за дечињата, за 30 деца, со наш превоз, карти, да им обезбедиме на секоја утакмица, да ги носиме, да следат репрезентација на Македонија. Тоа е одличен потек да се мотивираат уште од мали децата да додат, да се приклучат на некаков И спорт. фудбалските школи и Точно. од училиштата, да. Помошта е огромна од новиот преседател Мастер. Што значи дека можеме да очекуваме нови спортски сали, нови терени во општина Врвеница. Тој дел, да, отворен е што може во секој случај ни помага. Како е чувството кога стете таму на таа клупа за време на утакмиците? Кој е жарот кога ќе се постигне гол, едноставно како да сте дел исто од оние 11 мина кои што трчаат на теренот? Ние овој период сме подал период сите заедно, се чувствуваме како една фамилија. Благодарност и до селекторот Благоје Милевски, до стручниот штаб, единствени сме сите играчи, како едно семејство. Значи нема поделки, заеднички споделуваме и добри и лоши работи. Значи по едно семејство функционирало. Значи јас сум 20 години, последниот нема никаков проблем во делот, играчи, стручен штаб, одлична е соработкава. Емоциите се добри, последна утакмица видовте. Последно, тоа е спортот, се надале на успех, имаме шанси во Лига нации и преку баражот се да освоиме. Пак потенцирам, со нови преседател, селектор очекуваме уште поголема поддршка. Градоначалник, јас многу ви благодарам за вашето вечерашно гостување. Во следниот период ви посакувам многу среќа и успех во обавувањето на вашата функција градоначалник на општина Брвеница, а исто така ви посакувам многу успех и на приватно поле, односно во ФФМ и да дадете се од себе да ни ветите да ни однесете на светско првенство. Уште еднаш благодарност на покана, ви благодарам од се срце и што се однесува во делот, сигурно се надеваме дека максимум ќе дадеме да ги исполниме желбите на македонскиот народ и македонската фудбалска јавност. Уште еднаш благодарност на вас. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа вечерашна емисија. ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Темата беше општина Брвеница, разговаравме со градоначалникот Јовица Илиевски. Вас ви посакувам се најдобро и се гледаме веќе во следната недела. Поздрав и секој добро. Фала.